Почитувани наши гледачи, драги пријатели и љубители на евангелската вистина. На почеток сме на 6-та епизода од оваа наша серија, која носи наслов Ученик Христов. Отец Ивица, самиот наслов можеби буди некаква едноставност. Ученик Христов, меѓутоа два збора кои што се многу длабоки во своето суштинско значење. Што значи да се биде Христов ученик? Братиме, не случајно оваа емисија така ја насловивме Ученик Христов, сепак се уште сме во рамките на беседата на гората. Денес ќе обработуваме 6-та глава од беседата на гората, Евангелие според Матеј. Темата е Ученик Христов. Всушност, да бидеш ученик воопшто не е едноставна работа. Значи, треба да учиш. И самото тоа што треба да учиш подразбира процес. Значи, процес на исполнување на нашиот ум со информации, значи, кои се битни за нашиот живот, а не само исполнување на нашиот ум со информации, затоа што тоа би било, значи, на еден план како ние да сме некаков касетофон или CD диск или USB, па само го полниме со информации. Ние луѓето не сме само оние кои абсорбираат информации, но битно е да се примат информации, исто така битно е тие информации да се доживеат, значи, и што е најбитно, најсуштински за секој ученик, во контексти на ова, да бидеш Христов ученик, тие нешта што ги осознаваме, тие нешта што ги доживуваме, тие нешта за кои размислуваме, тие нешта за кои осознаваме дека се вистина, затоа што на вистински начин ни помагаат да си го организираме нашиот живот. Значи, најбитниот аспект е кога сето тоа ќе почнеме да го прилагаме во нашиот секојдневен живот, односно кога нашиот живот ќе го исполнуваме со делата од вистината што сме ја научиле, односно од она што сме го примиле како информација во нашиот ум, од она што сме го доживеале, од она што сме го разбрале и од она што ќе почнеме да го практикуваме. И всушност да се биде ученик не е лесна работа, но особено да се биде ученик Христов. Воопшто не е лесна работа. Напротив, Христос вели вака, во Евангелието според Лука, тој го вели ова: кој не го носи својот крст и не оди по мене, не може да биде мој ученик. Сличното тоа се повторува и во Евангелието кај Матеј во 16-та глава. Значи, Христос кога не повикува да бидеме негови ученици, всушност треба да разбереме кој е тој што не повикува. Во сите минати емисии ние говоревме дека Христос, Месијата, е овоплотена вистина. Вистината на постоењето која примила тело. И сега, самата вистина на постоење, братиме, не повикува да бидеме нејзини ученици. Значи, тоа значи да ја слушаме, тоа значи да се отвориме за неа, тоа значи да ги примаме информациите што ни доаѓаат од вистината, да ги доживуваме, да размислуваме за нив и што е најбитно, да ги практикуваме во нашиот живот. Но Христос вели вака: кој не го носи својот крст, односно кој не е подготвен, тоа е најсуштинскиот аспект од тоа да се биде Христов ученик, кој не е подготвен да се распне помеѓу злото и доброто, помеѓу вистината и лагата. Затоа што да се биде Христов ученик, тоа значи на вистински начин да се разбере што е вистина и на вистински начин да се разбере што е добро. Но штом на вистински начин се разбира што е вистина и на вистински начин се разбира што е добро, тогаш треба да се бориме против она што е лага во нас пред се и во однос на и да се бориме против она што е зло прво во нас, а потоа и надвор од нас. Самиот тој процес да се биде Христов ученик е процес на осознавање на вистината, на себе осознавање, на осознавање на своите сили, на осознавање на своето битие, на осознавање на своите потенцијали, на осознавање на својата грешност, но и осознавање на смислата на своето постоење и во овој свет, но и се разбира и на вечен план. Тоа би било накратко. Да се биде ученик на вистината. Ученик Христов. Го спомна процесот, отец. Колку трае овој процес? Дали овој процес е бесконечен или дали доколку не постапуваме онака како што ни кажал самиот Христос и дали доколку
не го поправаме нашиот духовен живот, се уште може да се наречеме Христови ученици или не? Значи, вака, има еден рационален одговор и еден мистичен одговор. Мислам, надрационален. Рационалниот одговор вели дека оној кој ја изучува Христовата наука, односно Евангелието, тој што размислува на неа, тој што се труди да исполнува таа вистина во својот живот, тој е оној Христов ученик, тој што го носи својот крст, тој што се бори против лагата во себе и тој што се бори против злото во себе си. Но на еден мистичен план, речиме, на еден надрационален план, сите сме ние ученици на вистината. Сега, некој свесно го има тој процес и подвиг на учеништво, а некој несвесно. Нашиот народ вели како што е животот, подобар учител од него нема. Но животот тој е Христос. И затоа кога ние во животот правиме некои нешта кои се спротивни на вистината, спротивни на доброто, кога започнуваме несвесно или свесно да изслужиме на лагата или на злото, ние ги гледаме последиците од лошото учеништво. Значи не учиме од секојдневието, не учиме од нашите дела или недела, од туѓите дела или недела и така натаму. Значи не размислуваме, не стекнуваме мудрост и затоа страдаме. И една од најболните последици од непознавање и непрактикување на ова за што Христос не повикува е неполезното страдање, односно бесполезното, бесмисленото страдање наше и на целиот овој свет. Значи, многу нешта и во нашиот живот и во целиот свет може да се сменат доколку се отвориме за вистината таква како што е и се отвориме за доброто таква како што е. Ама во исто време да се бориме против лагата таква како што таа е и против злото такво како што тоа е. Многу нешта ќе се наместат во овој свет, но за жал ние тоа не го правиме и последицата е страдање. Така, сега на почетокот може да го слушнеме текстот што ќе го обработуваме во текот на оваа наша емисија. Внимавајте да не ја покажувате својата праведност пред луѓето, за да ве видат, инаку нема да имате награда од вашиот Отец кој е на небесата. И така, кога даваш милостина, не разгласувај како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги фалат луѓето. Навистина ви велам, тие веќе ја добиле својата награда. А ти, кога даваш милостиња, да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна и тогаш твојот небесен Отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. И кога се молиш, не биди како лицемерите што сакаат да стојат по синагогите и раскрсниците за да се молат и да се покажуваат пред луѓето. Вистина ви велам дека тие веќе си ја добиле својата награда. Но ти кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе ја затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец кој е во тајност и тој кој гледа тајно ќе те награди јавно. Кога се молете, не говорете многу како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многу зборови ќе бидат услишени. Вие пак немојте да бидете како тие, оти вашиот Отец небесен знае од што имате нужда, уште пред да сте го помолиле. Туку молете се вака: Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што ние им ги проштеваме на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави ни од лукавиот, зашто Твое царството и силата и славата во сите векови. Амин. Бидејќи, ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, и вам ќе ви ги прости вашиот Отец кој е на небесата. Ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец нема да ви ги прости вашите. Кога постите, не бидете жалосни како лицемерите, зашто тие си ги прават лицата мрачни, да се покажат пред луѓето дека постат. Вистина ви велам, оти тие добиле веќе својата награда. А ти кога постиш, помажи ја главата своја и изми го лицето свое, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред својот Отец кој е во тајност, и твојот Отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. Во овој дел од Евангелието по Матеј што сега го слушнавме,
добиваме јасни насоки и упатства. Лично зборовите кои што ги кажува самиот Христос за тоа како треба да постапуваме и да се однесуваме, ако сакаме да се наречеме Христови ученици. Сега, јас би го поделил целиот овој дел на 3 помали делчиња и на тој начин би ги објаснувале и би ги обработувале. Првиот дел би бил за давањето милостина, вториот дел за молитвата и третиот дел за постот. И вака сега, во првиот дел вели: внимавајте да не ја покажувате својата праведност пред луѓето, за да ве видат, инаку нема да имате награда од вашиот Отец Небесен. И така кога даваш милостина, не разгласувај како што прават лицемерите по синагогите и по улиците, за да ги фалат луѓето. Навистина ви велам, тие веќе ја добиле својата награда. А ти кога даваш милостина, да не знае твојата лева рака што прави десната, за да биде твојата милостина тајна, и тогаш што од Небесен Отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. И да, до тука е овој дел за милостината. Почеток на овој дел. Всушност, целиот овој дел од беседата на гората, 6-та глава, Христос ни објаснува, ни укажува, ни советува, не насочува да разбереме која е вистинската побожност. Ова е многу битен збор, побожност, односно кој е вистинскиот начин да се оди по Бога. Затоа што Христос вели: земи го крстот свој и трни по мене. Кој е вистинскиот начин да се следи Бог, односно да се следи неговата вистина и да се живее во неговата вистина. И вели дека внимавајте да не ја покажувате својата праведност пред луѓето, за да не ве видат, инаку нема да имате награда од вашиот Отец Небесен. Тоа што Христос го говори е опомена дека неговите ученици треба да внимаваат, да гледаат, да бидат крајно свесни, да не паѓаат во стапицата на лажната побожност, на суетната побожност, на формалната побожност. Не случајно Христос го кажува тоа, затоа што ние гледаме дека во времето во кое Христос проповедал и извршувал својата спасителна мисија, особено во рамките на еврејскиот народ, таму цветала формалната побожност. И тоа од самото свештенство тогашно. И од самото свештенство, и од фарисеите, и фасадукеите, закониците и така натаму. Од најголем процент од тие луѓе кои биле, ајде да се изразам така, лидери, односно представници на верата, односно оние кои ја познавале, се сеќаваш на предмет што го говоревме, го имале рационалното, информативното познавање на верата. Тие сигурно имале внатрешно доживување, но нивното практикување било проблем. Христос вели да не ја покажувате својата праведност пред луѓето. Коренот на лажната побожност, на формалната побожност, на суетната побожност е суетата, односно егоизмот, односно пресметливоста, тоа што го правиме во рамките на така наречениот верски духовен живот, да го правиме на тој начин, да добиваме пофалби од луѓето, а не награда, односно благослов од нашиот Бог, од нашиот Небесен Отец. За жал, тој квас, како што Христос го нарекува фарисејски, лицемерен, да, тука е лицемерие, го мериме лицето на луѓето. Во која смисла? Сега ние се правиме побожни и сега гледаме како и луѓето ќе реагираат кон нас, ако тие не гледаат со некакво воодушевување, нешто, особено во тоа време, па и денеска, за жал, таа болест на лажната побожност царува, и затоа Христос не опоменува, братци. Ако сакаш да бидеш мој ученик, ако сакаш на вистински начин да се отвориш за вистината, ако сакаш на вистински начин да се отвориш за доброто, ако сакаш на вистински начин да се отвориш за вечноста, односно ако сакаш на вистински начин да се отвориш за животот тако како што тоа е, бегај од лагата, бегај од своето лажно представување, бегај од глумење, бегај од лицемерие, бегај од лажната побожност. Тоа е пораката.
Најопасниот дел е тоа, јас мислам. Тоа е најопасниот дел, кога ние сакаме награда од луѓето, односно да не тапкаат по раме, и со тоа ние покажуваме дека се што правиме го правиме со недоверба во Бог, пошто ние не сакаме од него да добиеме благослов, водство, сознание, мудрост, просветување и така натаму, туку што суетливо, глупаво фалење од луѓето, кои исто така се на уште пониско ниво, затоа што па замисли па тие што ги фалат овие што се шупливци и лажливци. Замисли па какви се тие другите. И тоа е болеста, тоа е религиозна патологија, рециме религиозна патологија која е за жал приметлива и во времето на Христос и ден денеска, и кој човек не исплива од таа жабокречина и кој не излезе од тој кал и убаво не се истушира, не се ичисти, тешко дека може да се нарече Христов ученик. Борбата е тешка затоа што треба да се продре многу длабоко до некои своји лични длабочни, каде што ќе се искорени самиот самиот проблем. За милостината. За милостината, да. И ти кога даваш милостина, не разгласувај. Многу интересно, брат Симе, во оригиналот е не труби. Не, значи, и ти кога даваш милостина, не труби, како што прават лицемерите по синагогите, по улиците, за да ги фалат луѓето. На вистина ве велам, тие веќе ја добиле својата награда. Односно, кога во тоа време разните патолошки верници, лажни верници, па и ден денеска, прават некое добро дело, тие трубат, односно говорат, разгласуваат, повторно за да добијат наградата од луѓето. Да, и Христос го дава лекот. А ти кога даваш милостина, вели, а ти како мој ученик, кога даваш милостина, да не знае твојата лева рака што прави десна. Ова малку да го објасниме, да не знае твојата. Да не знае, значи кога во толкава тајност или има друго значење? Да, има метафоричко значење, да. Значи, се замислиш кога јас правам добро дело, со десната рака, левата да не знае. Значи, пошто Христос вели, и тоа ни е јасно, ние се што правиме, ги правиме со двете раце. Значи, Христос вели, и не опоменува колку треба да бидеме свесни дека кога правиш милостина, односно, што значи милостина? Кога покажуваш милост, односно кога покажуваш разбирање, односно кога на некој кој е немоќен му помагаш. Така милостина тука не подразбираме само нели има различни, милостина и во збор, милостина и во посета, милостина и во од духовна до материјална помош, на секаков аспект. И Христос вели вака: значи, твојата лева рака да не знае што прави твојата десна рака. Чим треба да внимаваш. Значи, не треба мотивот за милостината да ти биде твојата суета. Не треба мотивот да ти биде што луѓето ќе говорат за тебе. Туку мотивот треба да ти биде твојот Отец Небесен. А кој е нашиот Отец Небесен? Оно што е извор на секоја добрина. Значи, мотивот треба да ти биде добрината само по себе си. И кога мотивот ќе ти биде добрината само по себе си, и кога тоа што ќе го правиш во името на доброто и за доброто, ти шириш добро околу себе си. И кога мотивот е чистиот мотив е извор на една здрава, благословена, хармонична енергија помеѓу луѓето. И луѓето се чувствуваат убаво. И тој што дарува, и тој што прима, што прима милостиња. И едните и другите се благословени, односно и тој што дарува и тој што прима. Затоа што ниту првиот, ниту вториот е во некаква стапица на суета, на некаква манипулација и така натаму и така натаму. И Христос не опоменува за тоа и ова ни е императив. Значи, мотивот е многу битна работа. Кога правиме нешто, да се прашиме која е целта на тоа што го правиме. Која е целта? Кој е нашиот мотив? Ако нашиот мотив како Христов ученик е благословен, тогаш и тоа дело што ќе го правиме ќе биде благословено. Да. Сега доаѓаме и до вториот дел, ако го поминавме овој дел, Отец. Па тоа е, да. А и кога се молиш, не биди како лицемерите, повторно, што сакаат да стојат по синагогите и раскрсниците, за да се молат и да се покажуваат пред луѓето. Вистина ви велам дека тие веќе си ја добиле својата награда.
но ти кога се молиш, влези во својата скришна соба и откако ќе затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец кој е во тајност и он кој гледа тајно ќе те награди јавно. Така. Лицемерите. Сите сме ние лицемери. Сега се извинувам. Прволицерни. Јас сум лицемер. Зошто сум лицемер? Затоа што се уште во себе не сум го победил она чувство, она доживување, дека сите луѓе околу мене се еднакви. Например, јас внимавам кој како ќе реагира кон мене. Например, гледам некој едноставен човек, прост човек на ниско социјално ниво и баш ми е гале како ќе реагира он, но например ако е некој од повисоката иерархија црковна, политичка или не знам тамо што, па нешто ми е битно што ќе каже и така натаму. Види, таа болест на лицемерието, како што ја имам јас и како што имаме, за жал, сите ние, ја имале и луѓето во Христово време. И Христос вика вака, и тие стојат по синагогите и раскрсниците и се молат да се покажуваат пред луѓето. Што мисли, Свети Јован Златоус баш околу ова, кога го дава своето толкување, он вели вака, о, луѓе празни, кои се покажуваат уште попразни пред оние луѓе кои излегуваат и смешни. Говорејќи за целата таа една несреќна епизода, замисли ги тие луѓе во тоа време кои јавно ја покажувале својата побожност и сега тие луѓе смешни, едноставни, прости, па уште ги уважували и така натаму. А тие јавно се може Да. Например, денес, слава на Бога, го немаме тој начин, но мора да признаеме, например, еве јас како свештенослужител, кога се служи литургија и така натаму, самиот молитвен дом, значи, ние црквата, посомало Ц, или храмот, или домот за молитва, тој објект, таа зграда, ја имаме како простор, не дека само тамо треба да се молиме, значи, оние кои се Христови ученици треба во дух и вистина на секаде да го повикуваат името на Севишниот, името на нашиот Отец Небесен, но сепак постојат молитвени домови, храмови, цркви, како сакаш, каде што ние се собираме на литургија, на нашето заедничко дело, на богослужби, така натаму. И за време на самите богослужби, всушност преку однесувањето на луѓето се гледа кој каде духовно стигнал внатре во себе си. Значи, кога ќе погледаш човек, сега и тука е опасна ситуацијата да не судиш, но сепак го гледаш човекот и го доживуваш како смирен и како оној кој стои како свеќа онака на литургијата и самиот себе си се предал на Господа, влегол во својата тајна одаја натре во својот ум, во своето срце и отаму онака најскромно, најискрено му се отворил на Бога. Значи, гледаш такви луѓе и гледаш луѓе кои се парадери, значи, кои не дошле тука заради Бог, туку дошле тука да се покажат себе си, внимавај, и да се покажат пред другите. За жал, го има и тоа. И тоа е една патологија, една болна нишка во животот на верниците, но како што тие луѓе што доаѓаат во храмот, во молитвениот дом, како напредуваат, например, во процесот на осознавање на Христовата вистина, многу е битно тоа, затоа што многумина немаат никаква представа. За жал, денес мора да се соочиме и со таа вистина, немаат представа за Христовото Евангелие, немаат представа за ова што ние го говориме, немаат информација, но кога ќе добијат информација и кога ќе сакат да ја примат информацијата, кога ќе почнат да размислуваат за информацијата, кога преку таа информација, преку таа вистина ќе го осветлат својот живот, ќе ги увидат своите грешки, своите пропусти, тогаш ќе почнат и да го менуваат промените што се случуваат внатрешно. И ќе започнат правилно во духот на вистината да делуваат и во рамките на својот живот како ученици Христови, како членови на црквата, како верници, па и во сите аспекти на живењето. Тоа е процес, учеништвото е процес. Но учеништвото секаде започнува со азбуката. Така да
секој христијанин, секој оној што за себе си вели дека е ортодоксен, правоверен, евангелски христијанин, тој не може да се нарече таков доколку тој не ги познава фундаментите, односно темелните вистини на оно што Христос го открил. Доколку не ги познава, нема информации за тоа, тогаш како последица на неговото незнаење и неговата пракса ќе биде исто така проблематична. Патолошки процеси. Па е за тоа и патолошки. Иако и сега од патолошките процеси не се амнестирани и тие што знаат. Затоа што па тие запаѓаат во друга стапица. Види, брациме, нашата огревовена природа, нашето неверие во нашиот Отец Небесен и нашата желба да добиеме значење во очите на луѓето е сериозен проблем. Значи тоа е нешто што со кој секој човек се изборува. Тоа е процес од таа социјална психологија и така натаму. И тоа не може преку ноќ и затоа сме ученици. И затоа во Евангелието Христово никаде Христос не вели дека ние сме верници, туку ученици. Е сега, кога ќе започне нашето учеништво, можеме да бидеме 5, 6, 10, 15, 20 години верници, дури имаш и оние што се нарекуваат големи верници. Да, вика, јас сум голем верник, кога ќе опрашаш, например, за основните вистини на верата, тој јадниот ништо нема никаква информација. Да биде 30 години во црквата, да, 31-та да стане ученик. Да стане ученик. Значи, ќе почне да ја учи верата. Значи, прво основните вистини, полека да добива информација, да размислува за тоа, да почнува да практикува и како плод од практикувањето, полека веќе да стекнува духовна мудрост, духовна сила. Процес е тоа, процес, но за тоа и целиот овој серијал Евангелска вистина има таа цел, да го поттикнува, да биде учеништво, да го поттикнува тој процес, да. Вистина ви велам дека тие веќе си ја добиле својата награда, но ти кога се молиш, влези во својата скришна соби, откако ќе затвориш вратата, помоли му се на твојот Отец кој е во тајност, и он кој гледа тајно ќе те награди јавно. Кога се молите, не говорете многу како незнабожците, зашто тие мислат дека за своите многу зборови ќе бидат услишани. Значи овдека Господ Исус Христос говори за едноставноста, значи во молитвата. Свети Јован Златоуст конкретно за ова. Сега скришната соба, тоа не мора да во буквално значење да го разбереме. Да. Значи ние и на литургија влегуваме во својата скришна соба. Не велам дека ние го имаме тоа во праксата на црквата, особено во подвижниците и спосниците, монасите, кои го имаат тој принцип да се осамат за да се принесат молитвено на Господа, но сепак вака во поширок контекст тоа би значело да имаме контрола на нашиот ум, значи за време на молитвата нашиот ум да не се расеува. Нашето срце да не здивува, туку нашиот ум да се симне во нашето срце, односно таа ментална енергија или порака ментална што ние имаме во молитвата, пошто молитвата има и зборови. Значи ние упатуваме порака, треба да биде натопена со нашето чувство, со нашата внатрешност. Тоа всушност Христос на еден начин се подразбира по таа скришна соба и затворена врата, а тоа не говорите многу како незнабожците, затоа што тие мислат дека за своите многу зборови ќе бидат услишани. Свети Јован Златоуст вели вака, дека не треба да бидеме дрдорковци пред Господа. Значи, тој не вели дека молитвата треба да биде кратка, но треба да биде фокусирана. Значи, кога ние застануваме пред Господа, ако бидеме поттикнати од суета и од празнословие, значи повторно нашата суета, ќе биде сврзана со нашето празнословие, и ние ќе говориме некакви украсени зборови пред Господа, а во исто време ќе се насладува нашата суета од тоа. Или особено ако јавно тоа го правиме, па другите те кажат: "Јој, колку е паметен, и како му текна." Разбираш? Што извира од него. Да. Значи повторно што луѓето ќе кажат.
Да, значи Христос вели да не бидат да не се молите како што говорат многу незнаборците, затоа што тие мислат дека за своите многу зборови ќе бидат услишани. Значи Господ не услишува ако нашата молитва е искрена, ако е љубовна, ако е полезна за наше спасение или за туѓе спасение и ако е во рамките на Божјата промисла за нас. Што се ова значи? Значи, ние можеме да се молиме за нешта кои немаат врска со нашето спасение, со Божјата промисла за нас. Молитви кои се поврзани со суетата наша. Тие молитви не се услишуваат. Зошто? Затоа што Бог не е, тоа неколку милион пати сум кажал до сега, не е автомат за исполнување на желби. Да. И треба да разбереме дека преценат се молитвата, всушност суштината на молитвата, не е и во зборовите, туку во тоа благодатно светодуховско присуство на силата на Светиот Дух во нас, осведочувањето на Божјото присуство во нашиот ум, во нашето срце. Тоа е тоа водство што самиот Бог ни го дарува. Тоа е плод на молитвата и тоа е вкусот на молитвата. Откако ќе завршиме со молитвата, ако такво нешто не чувствуваме, значи тоа исто како што го чукаш некој телефонски број, ама никој не ти се јавува од другата страна и немаш го остварена комуникација. Но кога имаш остварена комуникација, односно остварен канал благодатен со Севишниот, самиот благослов, самото водство Божјо, самото присуство на благодата на Светиот Дух многу нешта кажува за тоа како се молиме и за смислата на молитвата. Тоа би било накратко. Во овој дел, во делот за молитвата, он ја кажува и како да ја наречам, Господовата молитва. Господовата молитва, да, која што така сме ја нарекле ние. Се изведува Оче наш на Евхаристијата и вика, вели, туку молете се вака: Оче наш кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме и ние на нашите должници. И не воведувај во искушение, но избави не од лукавиот. Зашто Твое царството и силата и славата на Отецот, Синот и Светиот Дух сега и секогаш и во сите векови. Тоа во оригинал го нема. Во оригинал го нема, да. И го немаш и тука, јас го... Значи, јас толкувањето на молитвата Оче наш или Господовата молитва, накратко само, колку што сега времето во рамките на оваа емисија ни позволува, во 8 стих, кога Христос вели дека не треба да бидеме како незнаборците, што мислат дека за своите многу зборови ќе бидат услушани, и уште вели: Вашиот Отец Небесен знае од што имате потреба, да. уште пред да сте го помолеле. Значи, тогаш се постава прашање која е смислата на молитвата. Тој сакав да го поставам. Смислата на молитвата е она што го кажа пред малку. Значи, осведочување на Божјото присуство. Преценат се, тоа е најбитното. Да имаме вера, односно, поточно кажано, доверба во Него и нашето предавање на Неговата волја, на Неговата промисла, на Неговото водство. И всушност тоа е фундаменталниот аспект на молитвата. Онака, ние молитвата не смееме да разбереме како паганската мантра или така натаму, или некои зборови како кај паганите кои имаат магиско или вакво накво действие. Тоа е строго забрането во христијанството. Значи, тоа веќе не е молитва, тоа е веќе окултизам и магија. И сега, Христос со молитвата Оче наш ни дава основа за тоа како треба да изгледа нашата молитва. Значи, ние треба да се обраќаме кон нашиот Оче Небесен, да се обраќаме кон нашиот Отец Небесен. Значи, Оче наш кој си на небесата, значи, ти кој што си над просторот и над времето, ти што си во вечноста, ти кој што си од кого е се, значи, тебе те повикуваме да се свети името Твое. Тоа е многу битна работа. Значи, порано воведен феудалистички контекст, значи, кога оделе гласниците и велеле во името на кралот или во името на некој, значи во името на суверенот, на оној што има власт. Значи да се свети името Твое, односно да се свети, да се прославува власта Твоја. Односно власта затоа што ти си оној кој
и ја има полнотата на власта, односно на мојта да одржуваш се во постоење и да му даваш смисла на тоа што постои. И секоја друга власт пред тебе е ништо. Разбира, прашина. Да се свети името Твое, да дојде царството Твое. Значи, тоа е призив, свесност за реалноста во која ние се наоѓаме. Да дојде царството Твое во секој поединечно? Има две значења. Значи, да дојде царството Твое, прво во една лична смисла, тоа на што го говоре пред малку, Бог да не благослови со присуството на Светиот Дух, затоа што Светиот Дух е сведок на силата на царството, но ние и го повикуваме доаѓањето на неговото царство, затоа што ние сме отпаднале од неговото царство. Неговиот син кој станува човек, нашиот Месија, доаѓа да повторно не приведе кон царството на нашиот Отец Небесен. Значи, во таа совршена состојба на постоење. Понатаму велиме во молитвата да биде волјата Твоја, како на небото, така и на земјата. Тој е оној момент на Божјата промисла. Значи, како што е волјата Твоја, власта Твоја во духовните сфери на екзистенција, така да биде и кај нас кои сме отпаднати од Тебе, кои сме потонати во грев, во зло, во незнаење. Значи, волјата Твоја да биде во мене, во нас, затоа што ние велиме не Оче мој, Оче наш, тој Отец на сите нас. Значи, да биде волјата Твоја, да биде водството Твое во мене, во сите луѓе околу мене, за да се шири вистината, да се чини доброто, да се шири животот, да се шири хармонијата, да се шири вистинската смисла на постоење. Лебот наш насушен дај ни го денес, тоа е свесноста за секојдневните потреби. Значи, оној секојдневниот леб. Значи, Христос уште вели да го има оној момент. Сум лебот на животот, така. Не, нешто кога вели дека тој се грижи за да се на оваа планета Земја и го вели ова: барете го најнапред правдата, царството Божие, неговата правда, и се друго ќе ви се додаде. Значи, Бог знае од што имаме ние потреба. Односно, тие основни артикли или нешто што нас треба да не одржуваат во живот. Сега, тоа што нашата суета, што нашето его, што потрушувачкото општество во овој свет го има претворено во ова чудо кај што се експлоатираат сите суровини и ние се занимаваме со еколошки проблеми, со сериозно загадување и така натаму, тоа е плод на суета. Ние не ги бараме од Бога суштествените нешта што треба да не одржуваат во живот, туку самите ние сме надмени и самодоволни да си кажеме: нас Бог не ни треба, нас не ни треба неговата вистина, ние ќе си ги устројуваме работите во овој свет како што сакаме, па гледаме што правиме во овој свет. Понатаму вели: и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштеваме ние на нашите должници. Тоа е еден клучен момент во молитвата Оче наш: прости ни, како што ние проштеваме. Значи, со секоја направена грешка од нашиот ближен, со секој греф од нашиот ближен, со секој греф што ние го правиме, со секоја грешка што ние ја правиме, ние го рушиме овој принцип на хармонија во овој свет. Тоа го говоревме во претходните емисии. Значи, доброто е совршена состојба и поредок на постоење. Значи, доброто е совршена состојба и поредок на постоење создаден од Бог. Ако ние не правиме греф, не правиме грешки, не правиме нешта потикнати од злото, ние ќе бидеме во доброто, односно во тој совршен поредок и состојба на постоење. Но за жал, ние не сме. Ние грешиме и нам ни грешат. Тоа е за жал, поради гревот, незнаењето, злото, и ние го рушиме тој принцип на хармонија и предизвикуваме болка и страдање кај луѓето. Значи, кога некој ќе ни изгреши, не е само што ќе ни изгреши, нека не заболи тоа, се зависи степенот на грешката што ние прави, и гревот и така натаму. Но Христос во молитвата Оче наш не повикува да проштеваме, односно да ги ангажираме нашите сили. Не е лесно да се проштева, ти кажам. Кој тоа вели не се соочил со се. Се зависи за што правиме муве, за какво проштевање, но тоа е тоа. Па нема друг пат. Другиот пат е око за око, зап за зап. Тоа е тоа. Другиот пат е уништување. Значи, патот на проштевањето е да простиме, за да Бог да ни прости и повторно да го воспоставиме тој принцип на хармонија, на добро, на една состојба на
на позитивност, на зрелост, на состојба на немање гард, безодбрана, спуштени, отворени сме кон луѓето, отворени сме кон Бога. И понатаму не воведене во искушение, но избавене од злиот, од лукавиот и така натаму. Сега Бог по својата промисла може да допушти, тоа е битен момент, да допушти да се соочиме со искушение. Ние велиме, Боже, слаби сме ние, немојте се, но кога ќе созрееме, ако имаме сила духовна според од Тебе благословене и од Тебе проценета, тогаш благословени искушенија за наше созревање. Да, но тоа е повисоко ниво духовно. И понатаму избавене од злиот, односно избавене од лукавиот, и всушност самото доаѓање на Месијата, на Христос, на Синот Божи кој станува син човечки, во овој свет да не избави од злиот, од лукавиот, од оној кој е извор на зло. На крстот нашиот Спасител го разобличи злото со својата жртвена љубов, го победи злото како патолошка состојба на постоење, како болна состојба на постоење. И понатаму му принесуваме слава на Бога. Значи го повикуваме неговото свето име, го славиме, понатаму кажуваме кои се тие основни нешта кои као христијани треба да ги имаме во овој свет, и на крај да му воздадеме благодарност, односно слава на Бога, и затоа велиме, зашто Оче наш небесен, во името Христово, затоа што преку Тебе, затоа што преку Христа Тебе те разбравме кој си и што си во силата на Светиот Дух, зашто Твое царството, односно зашто Твое владеењето, зашто Твое силата, значи Ти си извор на секоја сила и на се што постои, и Твоја е славата во сите векови. Амин. И понатаму вели, бидејќи ако им ги простите на луѓето гревовите нивни, вам ќе ви ги прости вашиот Отец небесен. Ако пак не им ги простите гревовите на луѓето, и вашиот Отец небесен нема да ви ги прости гревовите ваши. Значи, тој момент со проштевањето, не знам, разговараме тука, јас сериозно го познавам и твојот духовен живот, знам, тешко е човек со тоа, но нема друг пат, братци. Кој е другиот пат ако не простиме? Кога говориме за простувањето, значи овдека се говори за простување во секаква можна ситуација, за секаква можна... Да. А ние знаеме што се во овој свет може да ни се случи. И какви се зла, и со какви се зла може да се соочиме во овој свет. Значи, но тоа е, Христос не повикува и повторно ќе го акцентирам тој момент. И во минатите емисии говоревме дека беседата на гората е императив. Значи, овие заповеди Христови се како семиња. Значи, тоа е нешто во кое треба ние да растеме. Можеби не можеме од самиот почеток на својот духовен живот како Христови ученици да проштеваме. Немаме сила, немаме доволно љубов, но колку повеќе се спознаваме себе си, колку повеќе го спознаваме овој свет, колку повеќе ја спознаваме немојта на човекот, на човековата огревовена природа и слабоста на луѓето, тогаш единствен принцип е проштевањето, затоа што само проштевањето не воведува во хармонија. Ако нема хармонија и нема проштевање, тогаш ќе има непријателство, односно ќе има цело време судир, како што всушност и се случи во овој свет. Тоа е, битката против злото воопшто не е едноставна работа, брат. Именно нема друг пат. Христос ни го кажа патот. Да си го земеме крстот свој, така, носењето на крстот не е лесна работа, но по тоа се познаваат Христовите ученици. Тие што го носат својот крст, односно тие што свесно го носат распетието помеѓу доброто и злото, односно свесно учествуваат во борбата помеѓу доброто и злото, првен во себе, потоа надвор од себе. Тоа е. И сега и самиот Господ Исус Христос нели го востановил постот, он ни покажал нели во пустината 40 дена постел. Така. И во овој дел повторно им посочува на фарисеите, кога постите не бидете жалосни како лицемерите, зашто тие си ги Но не само на фарисеите, тогаш ова лицемерите воопшто. Оваа заповед На лажната духовност. прво не опоменува, значи ова е упатено кон неговите ученици. И тој повторно не опоменува од лажната побожност, од формалната побожност, која за жал, како што говоревме, царувала во она време па и во нашето време. Значи тие си ги прават лицата мрачни, ова ќе го објасни што значи.
Како тоа го правеле они за да се покажат пред луѓето дека постат? Има во едни преводи е жалосни, во другите преводи е мрачни, иако по оригиналот мислам дека е поточно во мрачни. Мрачни не е, значи кога човек ќе се како да кажам, ќе влезе во да се изрезам така посовремено, кога ќе влезе во тој филм на преподобњаштво, да. Кога ќе почне да глуми нешто, кога ќе прави нешто што од внатре го нема, разбираш? И се он го прави лицето така нешто измачене, нешто мрачен, нешто деме кузне, нешто ова она. Кузна подвиг, нели прави? Да, нешто се луѓето да гледат, целата работа е луѓето, знаеш, да гледат онака колку се измачил човекот, колку пости тој и така натаму. Пофалбата, види, егото е чудна работа, не? Суетата, таа празнотија во нас е чудна приказка. Цело време, значи таа празнотија ако не ја исполниме со вистина, таа цело време ќе има потреба да се полни со многу световни со патолошки состојби, да. Како што например, ова дури е смешно. Никогаш нема да биде наполнета. Ништо тоа. И да завршиме пасусов. Ти кога постиш, помажи ја главата своја, изми го лицето свое, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред својот Отец кој е во тајност. И твојот Отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. Повторно истото. Повторно истото. Барање да не речеме повтор истата награда. Сега, ако говориме така. Отецот кој е во тајност. Значи, зашто сега Христос го кажува тоа? Значи, сепак ние Бога не го гледаме со нашите физички очи. Но луѓето ги гледаме и тие нас не гледаат. И ние сакаме паблик, односно јавна награда, разбираш? Тоа е. Но кој е смислата на јавната награда, особено од луѓе кои духовно ништо не разбираат? Она што предмалку го кажавме. Само храна на празнотијата, која никогаш краткотрајна. Која никогаш не може да се нахрани. Тоа е смешно, да, смешно е тоа. И убаво кажува Христос, значи, и вистина ви велам, оди тие добиле својата награда од луѓето. А ти кога постиш, помажи ја главата своја, изми го лицето свое. Значи, твојата надворешност да биде нормална, односно онака како што ја имаш секој ден. Значи, еве ние наутро кога стануваме за да влеземе во новиот ден, ние се миеме, го правиме тоа што го правиме секој ден. Така било и порано, можеби со некои видоизменувања, кои се плод на времето, но плюс минус тоа е тоа. И Христос вика, ти кога постиш, кога си во време на пост, помажи ја главата своја, сака да каже косата своја и така натаму, изми го лицето свое. Да не бидеш мрачен, да бидеш свеж. Нормален, биди нормален, знаеш, тоа е. Тој Христос вика, мислам да се изразам поедноставно, не се фурај во его филм, во филмот на лажната побожност, биди си нормален, бе човече. Биди си нормален човек. А сега, што се случува во твојата внатрешност? Тоа е нешто што е помеѓу тебе и помеѓу Бог. Па да се покажеш дека а ти кога постиш, помажи ја главата своја, изми го лицето свое, па да се покажеш дека постиш не пред луѓето, туку пред својот Отец, кој е во тајност, и твојот Отец кој гледа тајно ќе те награди јавно. И сега јас би сакал малку околу тоа наградата. Тоа е многу битна работа. Па и на 2-3 пати, нели, се спомена награда. Да, награда, значи не од луѓе, награда од Бог. Дали си размислува, братиме, која е наградата од Бог? Добро, сега спасението, да. Освен тоа, друго не сум размислувал. Ама самиот Бог кажал која е наградата. Пророкот Исаја во 58 глава, кај што го опишува постот, што е благословен од Бог, значи, и што се подразбира всушност под пост, тој пишува, значи, го пишува она што Бог му го открил за тоа која ќе биде наградата на оние кои на вистински начин ќе ја практикуваат вистинската побожност. Вистинската побожност. Односно, во наш контекст, оние кои ќе бидат вистински ученици на Месијата, вистински ученици Христови, живи членови на црквата. Оние кои на вистински од Бога благословен начин ќе практикуваат и милостина, и молитва, и пост, и сите аспекти на животот, духовниот живот
кои се поврзани ова црквата. со христијанството. И вели вака, која е наградата? Тогаш твојата светлина ќе светне како зора. Твојата светлина ќе светне како зора. Се мисли за нашата духовна светлина, односно се мисли на нашата внатрешност, на нашиот дух, на нашето собство, на нашата духовна суштина. Тогаш твојата светлина ќе светне како зора. Значи, колку повеќе човекот, било која личност, како Христов ученик, во рамките на црквата, во рамките на новозаветниот народ Божи, еве говориме сега, ја практикува на вистински начин евангелската од Христос заповеданата побожност, тогаш тој одвнатре добива светлина. Значи, неговата внатрешност, неговата душа, дух, духовно својство, собство, како сакаш, има многу термини, да почнува да свети. Значи, таа светлина од внатре оди кон надвор. И затоа ние, например, во црквата светителите ги изобразуваме, значи, со ореол, кој е знак на Божјото присуство, на присуството на светлината Божја, на силата на Светиот Дух во тие луѓе. Зошто тие станале свети? Зошто дошле до светост? Затоа што не практикувале лажна, лицемерна, формална, патолошка побожност, туку вистинска, од Бога благословена побожност која води кон светлина. Тогаш твојата светлина ќе светне како зора и твоето здравје наскоро ќе процуди. Твоето здравје и во ментална, и во духовна, и во душевна, и во телесна смисла на збор. Поврзани се сите тие работи. Да. Значи, кога имаш ти внатрешна здравост, таа внатрешна здравост поминува и на здравост на телото. Твојата правда ќе тргне пред тебе. Твојата правда ќе тргне пред тебе. Што тоа значи? Не треба ти да трубиш. Значи, самиот Бог, како што ги имаме тоа сведоштво и во житијата на светиите, самиот Бог ги прославува своите светии, но не ги прославува за да им го храни егото, туку ги благословува со својата слава за да бидат за полза на луѓето околу нив. И понатаму вели, и славата Господова ќе те придружува. Тоа е многу битен момент. Славата Господова. Кај евреите, на грчкиот докса, кај евреите тоа е шехина. Тоа е термин за присуството на Светиот Дух. За присуството на Светиот Дух. Тоа Божјо присуство во себе го нарекувале шехина и славата Господова ќе те придружува. Значи ти ќе бидеш исполнет со силата на Светиот Дух. Бог ќе биде во тебе и преку тебе. Твоите зборови, твоите мисли, твоите дела ќе бидат исполнети со божествена слава, со божествено присуство. Еве наградата, брати. Оваа награда, поубаво нешто од ова, значи, комплетно преобразување, трансформација, промена, зрење, уподобување, теосис, обожување на целата личност. Тоа е смислата на православната христијанска духовност. Тоа е тоа. Но се разбира без патолошка, без лажна, без формална суетлива побожност. Затоа што суетливата побожност е буквално како стапица покрај патот. Значи, ние одиме по патот на спасението, по патот на духовното зрење, усовршување и треба да бидеме крајно внимателни да не бидеме наивни. Да не бидеме наивни со тоната нашиот духовен непријател или со некој отворен суров грев да не одврати од патот. Ако не може со тогаш оди со лажната побожност. И лажната побожност, суетливата побожност е сериозен непријател на секој Христов ученик и затоа овде Христос, нашиот спасител, нашиот единствен учител, директно говори: немојте ова да го правите затоа што тоа ќе ве однесе во ова, ако го правите ова и тргнете по мојот пат и ги исполнувате моите заповеди, наградата ќе биде ова за што предмалку говорев. Убаво што го сподели Отец ова со нас од пророкот Исаија.
Јас мислам дека е убаво за да завршиме емисијата, Го убаво за завршим крај на се, емисијата. да кога знаеме што е завршим се. наградата. Така. Се надевам дека бевме корисни од духовна полза за нашите гледачи и се гледаме во наредната емисија.